Не секојдневен беше амбиентот во кој денеска земјоделците ја извршуваа сејдбата на оризовата култура. Во полните ниви со вода производителите го сееја оризовото семе, додека на врвовите на Осогово и на Плачковица се белееше новата снежна покривка. Студениот ветер им создаваше дополнителни проблеми на вредните земјоделци кои немаат време за чекање бидејќи оптималните рокови течат. Пролетната сејдба на оризот уште од самиот старт ја следат проблеми, особено во делот на семенскиот материјал. Повеќето земјоделци велат дека имаат проблеми како да набават квалитетно семе, бидејќи прометот е блокиран поради разни причини. Турските сорти се уште официјално не се одобрени за употреба. Ограничени се фирмите кои можат да се занимаваат со промет на семенски материјал, а појавата на италијански семиња меѓу земјоделците е по споредни патишта што не гарантира квалитет. Поради сето тоа, како и поради тоа што роковите притискаат, а водата ги полни нивите, земјоделците во сејдбата употребуваат меркантил, односно оризова арпа од минатогодишната реколта. Нашиот соговорник, 85-годишниот оризопроизводител од Кочани, вели дека ќе сее исклучиво италијански сорти. Па 22 декара. Така, која сорта ќе сеете? Глорија. Тоа е италијанска сорта, така? Да. Дали и мината година сеевте иста сорта? Сеја. Какви приноси Па дава? добро е. Квалитет добар? Добро е. Сега е пак уреду. Значи работата е уред. Не е касно. Што се посее од 25 до 10, тоа е веќе уредно. После тоа После е задоснат. ризично. Така. Или. Така. Што е тоа? Некој На нема 84 години още мачам во грешен ѓавол. Жал ме е да ги оставам ко некој што ги остија што барикаат ја. Не и се радува на сидбата и со носталгија се сеќава на годините кога во повранешна Југославија од оризопроизводството добро се живееше. А со тие 2 години што стоиме, речи го реколката да е за Титова Југославија куќа да направа. А сега од него за него. У таа Југославија не постоеше социјала. Сега оди најде Аргатин да дојде да работи. Другите земјоделци пак велат дека токму турските сорти ориз се поберикетни и со нив попрофитабилно се работи. Со повеќе или помалку проблеми земјоделците во Кочанската котлина допрва ги очекува тешка сејдбена кампања, бидејќи хидросистемот се уште не профункционирал со полна пареа, а променливото време додатно ја отежнува подготовката на површините.